Најдоцна до среда треба да бидат готови резултатите од мустрите земени од Вардар кои треба да покажат што се крие зад белата густа пена која го покри течението на реката. И од водовод, и од инспекторатот за животна средина велат дека ќе ги чекаат резултатите за официјално да излезат со информации. Извори на Сител пак кои ги земале мустрите од вливот на Лепенец во Вардар потврдуваат дека проверени се и сите интегрирани дозволи на фирмите околу местото каде се појави пената. Заедно со мустрите од водата ќе дадат конечната слика дали некој од нив се причинители за создавањето на белата пена. Ден откако Вардар беше прекриен со бела пенаста материја, сликата денеска е поинаква. Пената воопшто ја нема, но надлежните институции се уште ги проверуваат мустрите за да утврдат за каква материја станува збор. Појавата на пената во Вардар стана и нова причина за партиски реакции. Опозицијата бара одговорност од власта за загадувањето на реката Лепенец која се влива во Вардар. Според нив белата боја и обемот на пената што вчера се појави, најчесто се знак на синтетичко загадување. Ова е сериозен аларм дека власта нема капацитет за заштита на животната средина и безбедноста на водните ресурси. Наместо конкретни мерки и одговорност, градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски си игра со дронови од воздух ќе го решавал проблемот. СДСМ бара институциите веднаш да ја утврдат одговорноста за загадувањето и итна реакција за санација на проблемот. Секој што се игра со здравието на луѓето мора да сноси одговорност. Инспектори на градот Скопје со дронови уште од вчера на терен детектираат кој е причинителот на оваа појава и најавија дека нема да има толеранција за никого. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.